Сум кажал многу пати, не ми пречи што вака недостоинствено и дрско лажете кога сте опозиција, туку исто вака ја водевте и владата, и затоа оваа држава дојде на ова дереже. И затоа народот на клоци за уши извади од институциите, зашто ова повеќе не можеше да го трпи, зашто вакво безочно лажење е спротивно на сечие достоинство и е одвратно. Сега седите тука и лажете, еве јас ве повикам, излезете и прочитете го текстот на амандманот. Како е бре возможно вие во државата све да завршивте, а 150.000 гласа да имате? Како е бре возможно вие све да сте средили, а некој отвори уста, тоа е завршено, договорот е потпишан, 18 пратеници, односно извинете 16 сте. До кого е проблемот сега? До вас или до народот? Па ако е до народот проблемот, вие го подценувате сопствениот народ. Фактите се тие. Можете да седите и да учите, затоа што кога добивте доверба од овој народ, го донесовте оној од Струмица со рачето тука да ги лаже луѓево и да менува име. Не ви беше на вас приоритет да реконструирате студентски домови, да градите школи, автопати, градинки. Вас ви беше приоритет да го богатите Артан Груби и да крадете до оваа држава. Сега гледајте и учете како се завршуваат автопати, како се реализираат 1200 проекти, како се градат училишта, болници, градинки и како се реконструираат сите оние објекти кои што вие ги завршивте урнисани. 7 години бевте на власт, не ве пере Вардар, џабе везете тука, ништо не направивте за овој народ. А сега, затоа што знам дека ви е мака, и во ред, нека ви биде, имавте можност, дадена можност од граѓаните, ништо не направивте освен што ги градевте, ќе градате и нови болници, и нови автопати, и нови експресни патишта, и ново наоружување за армијата, и повисоки плати, и повисоки пензии. А народот, верувајте, е многу мудар и ќе ви ја достави фактурата. Забрзано идете кон едноцифрен број на пратеници и сметам дека тоа и вие максимумот за ова кој што му го правите на овој народ. Благодарам.